Добар ден. Првиот воз од обновата на возниот парк денеска тргна на првата релација од Скопје до Велес. На првото возење беше владената делегација и новинарските екипи. Премиерот Груевски во посета на Велес замина со воз. Ирена Чачкова во живо во овие вести. Ирена. Така Македонија на големо работи на обновување на возниот парк во железничкиот сообраќај. Денеска промотивно беше пуштен и првиот нов модерен воз на релација Скопје-Велес. Први кој го тестира и кој што се возеа во него беше владиниот тим предводен од премиерот Никола Груевски заедно со министерот и вице-премиер, министерот за финансии и вице-премиер Зоран Ставревски, министерот за транспорт Владо Мисајловски и директорот на МЖ Транспорт Никола Костов. Тие заедно со дел од представниците и вработените во македонски железници денеска беа првите кои што го тестираа новиот воз, кој што во Македонија пристигна директно од Кина. Новиот воз е една крупна инвестиција во македонските железници, кој што е климатизиран, енергетски ефикасен, ги има сите стандарди за безбедност кои што треба да ги има во еден железнички патнички сообраќај, удобни седишта, климатизирани удобни седишта, нови тоалети и удобност ќе им пружи на сите патници кои што сакаат да патуваат со воз. Ова е една од најкрупните инвестиции во македонски железници. Покрај оваа инвестиција, покрај обновувањето на возниот парк, во моментот во Македонија течат уште неколку големи проекти со кои што железничкиот сообраќај ќе добие вистинска слика после долги години. Прв пат после 40 години се инвестира во железничкиот сообраќај. Во последниве неколку години се издвоени околу 600 милиони евра за обнова на целиот железнички сообраќај. Предлагам да ја чуеме изјавата од премиерот Никола Груевски. Денес е историски ден за македонскиот железнички транспорт. Историски ден затоа што е помината цела една историја во која никој не се погрижил да набави нови возови за македонските граѓани. Не се потребни многу зборови. Потребно е само да ги видиме старите возови, а веднаш потоа да го погледнеме она што денес го ставаме во употреба. Разликата е голема, навистина многу голема. Сите овие проекти за купување на нови возови и вагони, за реновирање на железничките станици во Македонија, за реновирање на халите за одржување на возовите, како и за реновирање и изградба на нови железнички пруги, представуваат вкупна инвестиција вредна 600 милиони евра. Вакви капитални инвестиции во железницата не се направени повеќе од 30 години наназад. Со истото темпо продолжуваме и во наредниот период. Инвестициите во железничкиот сообраќај ќе продолжат и понатаму, ќе се модернизираат сите железнички станици, ќе се модернизираат пругите и за сите овие проекти, како и за коридорот 10 се обезбедени средства и за следната година во буџетот се обезбедени дупло повеќе пари за реализација на крупните инфраструктурни проекти. Да чуеме изјавата од министерот за финансии Зоран Ставревски, кој што исто така потенцираше во текот на изминативе години колку изнесувале средствата кои што се издвојувале токму за македонските железници. Железницата е еден од секторите во кој што интензивно се инвестира во изминатиот период и јас за споредба ќе кажам дека во 2006 година за инвестиции во железницата државата издвојуваше 141 милион денари. За во 2012 таа сума да е веќе 3 пати повисока, во 2013 6 пати повисока, а за 2015 проектирани се милиарда 455 милиони денари инвестиции во железницата или за 10 пати повеќе отколку 2006 година. Следната 2016 година предвидуваме над 2 милиарди и 200 милиони денари инвестиции во железницата или 15 пати повеќе отколку во минатото. Ова е само еден од планираните 6 патнички возови кои што треба да пристигнат во Македонија. Останатите треба да пристигнат едниот кон крајот на годината, а другите наредната година. Сите овие возови вкупно 6 на 25 милиони евра. Предлагам да ги слушнеме изјавите на директорот на МЖ Транспорт и на министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Е првиот од 6 што ги набавивме за потребите на патничкиот транспорт во Република Македонија. Целата инвестиција чини 25 милиони евра. Очекуваме според договорот вториот електромоторен воз
да се испорача до крајот на оваа година. Останатите 4 дизел моторни гарнитури да бидат испорачани во првиот квартал во 2016 година. Ова гарнитура е изработена согласно најстрогите европски директиви, критериуми и стандарди и ќе овозможи поквалитетен и поудобен превоз на македонските граѓани. Со новите возови ќе има поудобен превоз на патниците, меѓутоа надлежните напоменаа дека цената на во железничкиот сообраќај на возовите останува иста, значи цената на билетите останува иста. Исто така да напоменам само дека на почетокот на оваа година во Македонија беа транспортирани 150 товарни вагони, кои што заедно со патничките чинат 50 милиони евра. Исто така да напоменам дека премиерот Груевски денеска овдека во Велес, кога пристигна со новиот воз, изврши увид на реконструкцијата на железничката станица во Велес, која што е само една од оние станици кои што во моментот се реконструираат. Исто така се реконструира и станицата во Скопје, која што прва почна да се реконструира и таму веќе може да се видат првите ефекти од модернизацијата на железничката станица, која што исто така долго време не е реконструирана. Премиерот Никола Груевски заедно со неговиот владин тим од железничката станица во Велес се упати кон и изврши увид на повеќе тениски игралишта кои што се прават овдека во Велес, исто така изврши средба со граѓани, со жители на повеќе села во околу Велешки села, додека пак напомена дека за пензионерите и за студентите и понатаму продолжуваат да важат истите бенефити во железничкиот сообраќај, тоа се билетите кои што досега ги користеа за патување пензионерите со попусти, бесплатните викенди и секој четврток за студентите. Студио? Благодарам Ирена Чачкова за пуштањето на првиот од 6 возови кои што треба да го обноват возниот парк, железничкиот возен парк во Македонија. Ирена, ти благодарам. На директорот на МЖ Транспорт и на министерот за транспорт и врски Владо Михајловски. Е првиот од 6 што ги набавивме за потребите на патничкиот транспорт во Република Македонија. Целата инвестиција чини 25 милиони евра. Очекуваме според договорот вториот електромоторен воз да се испорача до крајот на оваа година. Останатите 4 дизел моторни гарнитури да бидат испорачани во првиот квартал во 2016 година. Ова гарнитура е изработена согласно најстрогите европски директиви, критериуми и стандарди и ќе овозможи поквалитетен и поудобен превоз на македонските граѓани. Со новите возови ќе има поудобен превоз на патниците, меѓутоа надлежните напоменаа дека цената на во железничкиот сообраќај на возовите останува иста, значи цената на билетите останува иста. Исто така да напоменам само дека на почетокот на оваа година во Македонија беа транспортирани 150 товарни вагони, кои што заедно со патничките чинат 50 милиони евра. Исто така да напоменам безбедност кој што треба да ги има во еден железнички патнички сообраќај, удобни седишта, климатизирани удобни седишта, нови тоалети и удобност ќе им пружи на сите патници кои што сакаат да патуваат со воз. Ова е една од најкрупните инвестиции во македонски железници. Покрај оваа инвестиција, покрај обновувањето на возниот парк, во моментот во Македонија течат уште неколку големи проекти со кои што железничкиот сообраќај ќе добие вистинска слика после долги години. Прв пат после 40 години се инвестира во железничкиот сообраќај. Во последниве неколку години се издвоени околу 600 милиони евра за обнова на целиот железнички сообраќај. Предлагам да ја чуеме изјавата од премиерот Никола Груевски. Денес е историски ден за македонскиот железнички транспорт. Историски ден затоа што е помината цела една историја во која никој не се погрежил да набави нови возови за македонските граѓани. Не се потребни многу зборови. Потребно е само да ги видиме старите возови, а веднаш потоа да го погледнеме она што денес го ставаме. Добар ден. Првиот воз од обновата на возниот парк денеска тргна на првата релација од Скопје до Велес. На првото возење беше владината делегација и новинарските екипи. Премиерот Груевски во посета на Велес замина со воз. Ирена Чачкова во живо во овие вести. Ирена.
Така Македонија на големо работи на обновување на возниот парк во железничкиот сообраќај. Денеска промотивно беше пуштен и првиот нов модерен воз на релација Скопје-Велес. Први кој го тестира и кој што се возеа во него беше владиниот тим предводен од премиерот Никола Груевски заедно со министерот и вице-премиер, министерот за финансии и вице-премиер Зоран Ставревски, министерот за транспорт Владо Мисајловски и директорот на МЖ Транспорт Никола Костов. Тие заедно со дел од представниците и вработените во македонски железници денеска беа првите кои што го тестираа новиот воз, кој што во Македонија пристигна директно од Кина. Новиот воз е една крупна инвестиција во македонските железници, кој што е климатизиран, енергетски ефикасен, ги има сите стандарди за во употреба. Разликата е голема, навистина многу голема. Сите овие проекти за купување на нови возови и вагони, за реновирање на железничките станици во Македонија, за реновирање на халите за одржување на возовите, како и за реновирање и изградба на нови железнички пруги, представуваат вкупна инвестиција вредна 600 милиони евра. Вакви капитални инвестиции во железницата не се направени повеќе од 30 години наназад. Со истото темпо продолжуваме и во наредниот период. Инвестициите во железничкиот сообраќај ќе продолжат и понатаму, ќе се модернизираат сите железнички станици, ќе се модернизираат пругите и за сите овие проекти, како и за коридорот 10 се обезбедени средства и за следната година во буџетот се обезбедени дупло повеќе пари за реализација на крупните инфраструктурни проекти. Да чуеме изјавата од министерот за финансии Зоран Ставревски, кој што исто така потенцираше во текот на изминативе години колку изнесувале средствата кои што се издвојувале токму за македонските железници. Железницата е еден од секторите во кој што интензивно се инвестира во изминатиот период и јас за споредба ќе кажам дека во 2006 година за инвестиции во железницата државата издвојуваше 141 милион денари. За во 2012 таа сума да е веќе 3 пати повисока, во 2013 6 пати повисока, а за 2015 проектирани се милиарда 455 милиони денари инвестиции во железницата или за 10 пати повеќе отколку 2006 година. Следната 2016 година предвидуваме над 2 милиарди и 200 милиони денари инвестиции во железницата или 15 пати повеќе отколку во минатото. Ова е само еден од планираните 6 патнички возови кои што треба да пристигнат во Македонија. Останатите треба да пристигнат едниот кон крајот на годината, а другите наредната година. Сите овие возови вкупно 6 чина 25 милиони евра. Предлагам да ги слушнеме изјавите